За денешниот час ви поставив некои материјали на платформата. Вака од 1 октомври ќе изгледа онлайн учењето во земјава. Ќе се користи ново изработената национална платформа со која ќе се стандардизира учењето на далечина во ситуација на пандемија. Програмата овозможува учениците да ја гледаат училницата, а наставниците да ги следат учениците. Некој од вас да сподели еве што тие материјали му кажа, што научи од нив? Од владата објаснува дека станува збор за лесна и практична платформа која ќе овозможи интеракција на креативен начин. Ќе содржи брзи квизови, брзи тестови, а наставата ќе се одвива на 5 јазици: македонски, албански, српски, турски и бошњачки. Надлежните не исклучуваат потешкоти на почетокот на наставата. Периодот кој што следи пред нас нема да биде лесен за никој. Ниту за професорите, ниту за учениците, ниту за родителите. Промените се секогаш тешки, а прилагодувањето бара огромна жртва од сите нас. Јас целосно ги разбирам оние кои што се загрижени, како ќе ја поминеме учебната година, ги разбирам родителите кои што се под голем притисок да се прилагодат, истовремено одејќи на работа и грижејќи се за образованието на нивните деца. Кризата еднакво ги погоди сите земји во светот и предизвикот е секаде ист. Како да се обезбеди функционален образовен процес, но при тоа да се заштити здравјето на децата, наставниците, родителите и на сите граѓани. Платформата предвидува и самите ученици да предлагаат и да учествуваат во нејзино унапредување. Во овој период на неполни 2 недели до стартот на годината се уште е во тек обуката на наставниците. Почитувани наставници, вие сте клучни. Клучни во создавањето на квалитетно и современо образование. Токму вие ја подготвувате следната генерација за новото време и технологии и искрено ви симнувам капа. За сега решено е дека дефинитивно настава со физичко присуство ќе следат учениците од прво, второ и трето оделение. Се уште се утврдува дали и децата од другите оделенија ќе може да одат на училиште во оние средини каде просторните услови тоа го дозволуваат или исклучиво ќе следат онлайн настава. Бидејќи часовите ќе бидат скратени, како проблем се наметнува прашањето што со децата од прво до трето оделение кои порано од вообичаеното ќе завршат со часови. Според надлежните, оваа тема ја разгледуваат трите засегнати министерства за образование, за труд и за здравство. Се очекува во наредниот период да се пресече дали и како ќе се згрижат овие ученици по завршувањето на часовите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.